Господин Кирил Николовски, вие работевте своевремено во брзата помош во Радовиш. Зошто се откажавте од лекарската професија? Зашто се откажав? Поради лошите услови во кои владеа во брзата помош, недоволно опрема, недоволно персонал, негрижа на здравствената власт во тоа во какви услови работиме и тоа беше една од причините. И како лекар секогаш сакам да напредувам и да имам подобри можности, но во оваа држава не. Не ви е криво што сте студирале медицина, а сега работите нешто друго или? Да, не е поврзано воопшто, не ми е криво, затоа што медицината е една гранка која што, како да кажем, факултет и наука која што придонесува да дојдете до знање, да се развиете како личност и како да ви кажем, карактер кој е спремен да научи се и да постигне се за да го спаси животот и здравјето на пациентот. Така да кога нема услови за да практикуваме медицина, да не бидам претенциозен, ние сме способни да работиме во подобри услови и други дејности. Што работите во моментот? Ако не е тајна. Не е важно. Не. Во ред, она што ме интересира, рековте работевте во брза помош. Да. Условите не се најидеални. Владата сега најавува, односно Министерството за здравство најавува возила од земјоделство да се адаптираат во здравство. Дали е можно тоа и какви ќе бидат тие? Секако дека е можно. Како и тоа е, како да ви кажам, механичка работа. Ќе се адаптира, ќе се направи и ќе изгледа колку толку како амбулантно возило. Но колку тоа ќе биде правилно, нема да биде. Затоа што тоа возило фабрички е направено да биде товарно. Да биде реално. Има крута суспензија, крути амортизери и возењето на пациенти позади, каде што би требало да биде товарот, нема споредба овде, затоа што пациент со инфаркт има неиздржливи болки, гадење, повраќање и дополнително возењето во такво возило ќе му предизвика дополнително гадење и уште не знам што. И сум се возил во такво возило, амбулантно, пренаменето и буквално секогаш кога носивме пациент од возилото излегувавме и ние болни. И персоналот и пациентот. Какви треба да бидат амбулантните возила или дали оние што ги имаме во моментов одговараат на оние стандарди кои што ги бара медицината? Единствено што возила што одговараат на стандардите се возилата што ги набави Министерството Рено, некаде 120 возила мислам дека беа. Тие се има сигурно исклучоци некои што има набавено, но од Министерството што се набавени се единствено тие со сите стандарди што ги исполнуваат. Сега и тие беа преплатени, како што знам јас, не и тоа во ред, но сепак тие се максимално опремени. Нели има и повеќе типови на опремување на амбулантно возило, има тип 1, 2 и 3 за Basic Life Support и за Advanced Life Support. Така да ова е буквално опремено за Advanced Life Support, може пациент да се одржува на апарати во самото возило. Тие се добри возила, но ето, не се доволно, не беа доволно и тогаш. И можеше да се, мислам, да се набават многу повеќе со тие средства што беа одделени за нив. Значи има и такви пренаменети возила, но стварно не одговараат. Треба да се додава прво во тоа возило на задниот оддел мора да се додаде одделен клима уред, затоа што не е поврзано со предната клупа. Сега самото манипулација со тоа може да предизвика проблеми со моторот. Имавме таков проблем ние во Итната помош во Радовиш на едно такво адаптирано возило. Треба да се доопремува, како да ви кажам, со многу средства да се дадат за доопремување, ако сакат барем да наликува на возило за брза помош и тоа мислам дека не е исплатливо. Значи, најпрво не е исплатливо, и не одговара. Возило што е фабрички направено за да биде товарно, не може да биде. Во фабриките се прават специализирани оддели
за такви специализирани возила. И се, како да ви кажам, се сетираат специјално да бидат наменети за тоа. Според вас, со оглед од оваа дистанција која што веќе 6 години не сте во брзата помош, Не сум 3 години. 3 години, простете. Освен возилата за брза помош, кој е она што е проблематично во овие служби? И едноставно, дали треба 8 возила и нешто друго да се работи, за да имаме вистинска смисла во зборот на брза помош, еве се нешто преговара и јавно-приватно партнерство. Ваше видување. Доколку се изврши како што треба такво јавно-приватно партнерство, мислам дека би било успешно, но нели, тоа треба да биде извршено без никакви грешки. Сега, јас не мислам дека во итната помош се потребни толку лекари колку што се вработуваат сега. За итна помош се потребни добро премени ургентни центри, значи болници како што се Струмица, Штип, добри упремени ургентни центри кои што ќе ги примаат пациентите што се нели згрижени со брзата помош, а во брза помош да работат или всушност на терен да одат треба да бидат образовани техничари за брза помош, како што ги има во западните земји се нарекуваат парамедици. Тие се, како да ви кажам, образовани баш за таа работа и имаат програма како да настапуваат во секој случај и која терапија треба да се даде за да се одржи пациентот во живот до првиот ургентен центар. И таму да ја преземат работите хирурзи и кој да е бил специјалист. Вака се трошат ресурси како лекари кои немаат буквално никакво влијание во брзата помош, затоа што тоа е на терен нити може да оперира, нити може да кој знае што да преземи, тој го прави истото. Значи пациентот го приспособува да издржи до најблискиот медицински центар, доколку е нели ургентна ситуацијата. И само за крај рековте, добро е јавно-приватно партнерство, веруваше дека тогаш ќе бидат осовременети тие центри или служби за брза помош и не се плаши дека ќе бидат оптеретени пациентите или тоа да биде на сметка на државата? Ако јавно-приватно партнерство не може да биде само на сметка на државата и мора да биде и еден дел на пациентите. Сега, како да ви кажам, здравието и здравството воопшто секаде оде со партиципација. Никаде во светот нема како кај нас да на преглед или да лежиш во болница, а да не платиш барем некој дел, некоја партиципација. Не викам дека треба да биде партиципацијата невозможна за пациентот да си ја плати, туку треба да се пресмета во однос на тоа колку се нели примањата и да се најде еден модел кој што ќе биде прифатлив. Да, затоа ви кажав, мислам дека би било поуспешно затоа што има две страни кои ги сакат да ги остварат своите интереси и така да ќе мора да се одржува и дисциплина и правилно работа, протоколи за работа, затоа што сега има протоколи за работа во итна помош, а речиси никој не ги почитува.